Генерален штрајк на вработените во јавниот сектор од среда. Откако владата ги излажа и не им ги исполна ветувањата за линеарно покачување од 2806 денари, над 40.000 работници ќе стапат во штрајк. Одлуката доаѓа откако работните групи кои биле формирани со тимови од ССМ и владини представници со посредство на помирувач не резултирале со никакви конкретни чекори, туку само со информативни разговори. До пред 20 на дена, кога последен пат се видовме со представници од влада, кои не за се разговаравме освен за можноста за покачување на скалесто зголемување на останатите плати во јавниот сектор. Штрајкот ќе трае се до моментот додека не бидат исполнети нашите барања. А тоа е подпишување на општ колективен договор со две измени, кои се многу битни за нас. Тоа е зголемување на платата на сите вработени во јавниот сектор за 2806 денари и обезбедување правен остов во текот на 2023 година да биде исплатен и регрес за годишен одмор на вработени. Револтот кај синдикатите го крена тоа што ветеното покачување не беше предвидено во ребалансот на буџетот. За ова ССМ поднесе и предлог амандман до пратеничките групи, а го поднесоа од ВМРО ДПМНЕ. Председателството на ССМ денес достави и писмо до собранието, до сите пратенички групи и до Комисијата за финансирање и буџет за едногласно сите пратеници да го прифатат и изгласаат амандманот. Баравме од нив да го подржат, да го предложат тој амандман, бидејќи ние не сме властен предлагач во собрание, да го предложат тој амандман и на тој начин да се обезбедат потребните 30 милиона евра за исплата на зголемените плати со каскадното зголемување до крајот на годината. За жал, единствено од пратеничката група на ВМРО од ДПМНЕ не довме на разбирање, тие не повикаа, ние разговаравме со нив и се зафатија и го направија тоа што го направија, го поднесоа тој амандман до собранска процедура. Од среда ќе работат само 10% од вработените во јавниот сектор со цел извршување на работите кои се неопходно потребни заради спречување на загрозување на животот, личната сигурност или здравјето на граѓаните. Писмо на адреса до Ковачевски, Битики, Тренчевска и Бесими денес пристигна и од Светската конфедерација на синдикати и од Европската конфедерација на синдикати, во кое порачаа дека вонредната состојба со поскапување на енергенците и храната налага државата да обезбеди пристојни приходи за работниците.